Се што ќе срушат, разместат, затворат или преименуваат ВМРО ДПМНЕ по враќањето на власт ќе го врати во првобитната состојба, нагласува лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во третиот дел од интервјуто за Република. Според него, власта сака да ги троши парите на народот за да си прави краткорочни политички поени пред нивните, како што ги нарекува, најзабегани гласачи и да демонстрираат сила, со што ќе внесат нова омраза, конфликтност и поделеност. Заре може да замислите дека некој споменик ќе се тргне и никогаш нема да се врати? На што би личела ВМРО ДПМНЕ кога ќе се врати на власт, да не ја исправи таа неправда направена за тоа што некој сакал да лечи хирови или да удоволи на некоја соседна држава, не заради некој инает или слично, туку заради нашата историја, државност, заради огромниот број патриоти во Македонија кои си ја сакаат земјата и ја почитуваат нејзината историја и жртвите за денешната слобода. Едноставно, враќањето на спомениците ќе биде аманет на ВМРО ДПМНЕ и тоа на сите до еден. Еден долг кон нашите предци, но и еден одговор кон секој кој верува дека еднаш за секогаш може да се скрше кичмата на македонците. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ нагласува дека во целава оваа луда атмосфера има и една добра работа, а тоа е што сите споменици, музеи, аеродроми кои ќе бидат срушени, разместени, затворени, преименувани, ќе добијат своја пославна историја. Груевски додава дека евентуално може, кога ќе се враќаат од другите градови разместените споменици, но само доколку жителите на тие градови и општини сакаат да се направи уште една копија за нив, а оригиналот да се врати во Скопје на истото место. Се додека во една земја се слават хероите, таа земја ќе раѓа нови херои и обратно, нагласува Груевски. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ нагласува дека остануваат на ставот за предвремени парламентарни избори, но со минимум услови, какви што имаше СДСМ во декември, и оти по такви услови тој е сигурен дека ќе победат. Во однос на судските процеси кои се водат против него, Груевски смета дека обвиненијата во најголем дел се фабрикувани, а процесите се политички и дека доколку не биле политички, ќе биле веднаш отфрлени од судот и немаше да има процеси.